Почитувам председателе, имено господине Минов, не сум ја тука задолжен за да кажувам убави зборови за владата, за тоа вие сте задолжени веројатно во пратеничката група. Секогаш кога ќе нешто запне, па дури морам да кажам дека ме импресионирате со вашиот оптимизам во секакви катастрофални законски решенија на владата да наоѓате нешто добро и таму каде што го нема. Пат го нема и вие тоа морате да го признаете. Еве ќе ви кажам неколку работи. Со поскапувањето на горивата од 4,13 денари, таа такса која што сака владата да ја воведе, и со она неконтролабилно покачување заради глобалниот пазар, заедно со поскапувањето на струјата, која што ви објасних што е тоа така, оние кои што се контрибутори во финалната цена кон потрошувачите, односно компаниите го бараат тоа од регулаторната комисија заради одредени работи и загуби кои што ги имаат во работењето на компаниите и кое што детално со бројки образложивме зошто, неминовно е да поскапат и оние контрибутори во цените во продажбата, а вие сте вака доста искусни во локалната самоуправа и знаете дека со поскапувањето на овие два енергенси скоро па без исклучок ќе поскапи и третиот најважен енергенс, а тоа е водата. Кога ќе поскапат овие три енергенси, никој ќе не може да ја запре онаа така наречена инфлација на трошоци која што дополнително ќе продолжи да го осиромаши македонското население. Ние сме тука да предложуваме решенија, ова го предложивме како ВМРО ДПМН и сакаме да го прошириме на компаниите, затоа што сметаме дека исто така како и на домаќинствата и компаниите во ова минато време не ја добија потребната поддршка од владата. Можеме да видиме дека имаме 60.000 невработени нови, 6.200 затворени компании, едноставно мора да добијат посуштинска поддршка од владата на ваков начин, веќе кога владата не наоѓа сила или односно не наоѓа механизам да ги скрати оние непродуктивни трошоци кои што се повторуваат изминативе години. Доколку сме земја во рецесија, а сме, со оглед на тоа дека немаме раст на економијата, ние само ги зголемуваме давачките. И јас разбирам дека треба да се брани одредена политика, но сепак треба на крајот од денот да бидеме најфокусирани на оние кои што не испраќаат тука и со чии гласови сме седнале во ничките клупи да ги застапуваме нивните интереси. Не можете да ме убедите дека е интерес на граѓаните поскапување на горивата, поскапување на електричната енергија, која што повторно ќе кажам расте само заради расипничкото однесување на оние кои што се носечки столбови енергетскиот сектор во Република Македонија. Ние не да имаме промашување во тој дел, ние имаме стратешки промашувања кои што ве гледаме дека на крајот од денот ќе ги подмируваат граѓаните. Слушнав многу анализи дека можело да растат трошоците заради тоа што растела нето платата или минималната плата на така кои што воопшто не држат вода, заради тоа што се што треба да направите за да си ги демантирате сами на себе тие тврдења е да отидете во најблискиот маркет и да се обидете да купите брашно, да купите млеко, да купите масло за јадење и да купите било каков основен продукт. Цените растат, сиромаштијата раста. Ве замолувам да изнајдете сили, да се аргументирате сами меѓу себе и да ги поддржите овие два амандмани на ВМРО ДПМН, на идејата на ВМРО ДПМН за намалувањето на данокот на додадена вредност за електричната енергија од 18 на 5% со, би рекол, неограничено траење, можеме да го спречиме ова што и се заканува на македонската економија и на просечниот семеен стандард на едно просечно македонско семејство.